Проектот Безбеден град веќе е во тек, имено денеска е вториот ден од неговото функционирање. Може да се напомене за првиот ден од самото функционирање на системот Безбеден град, дека всушност се регистрирани некаде околу 500 казни, односно се направени околу 500 сообраќајни прекршоци од возачи кои што не ги почитувале сообраќајните правила и прописи, а ова информација беше, односно ова информација ја даде министерот за внатрешни работи Панча Тушковски во текот на вчерашниот ден, каде што всушност појасни на некој начин и се заблагодари на македонските граѓани и возачи што ги почитуваат сообраќајните правила и прописи со оглед на тоа дека за разлика од онаа фаза на тест периодот на самиот систем и за разлика од овој период се намалени на вистина сообраќајните прекршоци и оние казни кои што би требало да бидат пропишани согласно направените сообраќајни прекршоци. Утринова зошто ја направивме оваа локација, се наоѓаме кај самото училиште Кочо Рацин, улица Водњанска, со оглед на тоа дека на оваа локација и честопати во раните утрински часови може да се забележат стопирани возила кои што најверојатно нели самите родители ги оставаат нивните деца во училиште. Утринова не можевме да забележиме стопирани возила, односно паркирани возила на она соодветна локација, односно не соодветна, туку она честа локација каде што нели можеа да се видат досега. Единствено нешто кое што можеме да забележиме на самата крстосница малку подолу, дека навистина има голем метеж во овие рани утрински часови, а тоа можевме да го забележиме и одејќи навака, токму овде на улица Водњанска, каде што навистина може да се напомене дека иако ете на самата улица овде не може да се забележи огромен број на возила, освен малку подолу како што напоменав на самата крстосница, метеж може да се забележи буквално во поголемиот дел од градското подрачје, како и во кисела вода, односно на самиот булевар Борис Трајковски. Имено ете лично на нас, на екипата на Телма телевизија, за да пристигнеме токму тука, доколку би немало метеж ни се потребни некаде околу 15 на минути, со што утринава не беше така и стигнавме за некаде околу 40 минути. Тоа го ја потврдува самата ситуација во централното градско подрачје, односно навистина имаме огромни колони на возила, навистина голем метеж, генерално на оние улици кои што оние колони насоки кои што водат кон центарот на градот. Тоа е состојбата која што може да се забележи утринава. За пред училиштето Кочо Рацин се уште еве ние како екипа не можеме да забележиме прекршоци од страна на одредени возачи, оние прекршоци кои што може да се видат пред самото воспоставување на системот Безбеден град. Имено системот Безбеден град напоменавме дека започна уште во текот на вчерашниот ден, дека се регистрирани околу 500 казни и дека оние прекршоци кои што ќе бидат регистрирани од самиот проект Safe City се со возење над дозволената брзина, управување со возилото на дозволената брзина, исто така непрописно паркирање, минување на црвено светло, но исто така и управување со самото возило со истечена сообраќајна дозвола. Со возење до 10 км на час над дозволеното во населено место ќе чини 15 евра. Ако стрелката се помести од 10 до 30 км на час, казната ќе расте на 50 евра. Кога брзинометерот ќе избега од контрола и ќе надмине од 30 до 50 км на час, казната е 300 евра плюс забрана за управување од 3 до 12 месеци. Надвор од населено место казните се од 20 до 300 евра. Непрописно паркирање ќе чини од 25 до 180 евра, а минување на црвено светло ќе се казнува со 250 евра и забрана за управување со моторно возило од 3 до 12 месеци. Исто така може да се напомене дека 6 км на час е максималната отстапка за казна за надминување на брзината при самото возење во градот, односно во самите градски подрачји. Со овие информации ќе ве поздравиме токму тука пред самиот крај. Верувам дека беа корисни утринава. Уште еднаш ќе напоменеме дека навистина во утринските часови имаме голем метеж, колони од возила и на некој начин застој во самиот сообраќај.